Питуван Ковачевски, не одговоривте на прашањето и повторно во ваш препознатив стил бегате. Вака сега ќе ви кажам за руски и кинески. Руски капитал имало во првиот конзорциум кој што ја поништивте набавката на надзорот, нека ви каже господинот до вас, а во втората набавка каде што доделивте на фирма за долна облека, една од фирмите е доминантно со кинеска собственост. Немојте вие да ја манипулирате јавноста кога вие сте тој кој што доделува набавки на такви фирми. Почитувана јавност затоа што човекот со неговиот одговор не заслужи него да му се обратам. Ова тука е делот од договорот каде што Димитар Ковачевски, Артан Груби и оние кои што се во тој управувачки комитет превзеле обврска да исплаќаат плата на месечно ниво од 36.500 евра на луѓе кои што се задолжени за надзор. Внимавајте кој е парадоксот. Уште еднаш ќе повторам, 36.500 евра. Председателот на Соединетите Американски држави зема плата од $33,000 месечно. Директорот на НАСА зема плата од $16,790 месечно. Па што ќе работат овие ваши инженери кои што ќе земаат плата поголема и од едните и од другите? Да не застане тука криминалот, затоа што сакате и од тие да украдете. Во договорот вие сте се обврзале на следниве работи: да имате минимум 5 ангажирани такви лица, а можете и 50 и 100. Значи не е утврден горниот број, односно горната граница на колку лица ќе бидат ангажирани на оваа позиција. Затоа, почитувана јавност, можевте да видите една чиста тавтологија, едно политизирање, едно префрлање на вина, но нема да добиете конкретен одговор. Зошто? Затоа што одговорот е во овој договор кој што го склучиле овие господа и кој што, додека вие трпите за леп, ќе плаќаат некому кој што треба да биде специјалист за надзор 36.500 евра по месец. Тоа го има направено Димитар Ковачевски, тоа го има направено Артан Груби и целиот тој управувачки комитет. И она кое што треба да ви одговорам на прашањето, тие проекти треба да се градат, но треба да се градат по законот, особено по законот на Република Македонија, не да се прават одредени експерименти за кои што ќе треба да се испокрадат пари, потоа да ви се дават на вас, да ви се дават на вашата партија, за да гласате сети некакви уцени од господата од ДУИ. И затоа морам да ви кажам една порака вака директно лице во лице: господине Ковачевски, еден ден кога ќе се ослободи судството за сите овие сторени криминали, по примерот на Република Косово, каде што министерот за транспорт доби кривична пријава за вака склучен договор, затоа што ја донесовте Република Македонија во подредена ситуација, заради тоа што склучивте договори од кои што некој ќе испокраде милиарди евра, во оваа држава ќе има одговорност. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.